Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно ново видео за свесното родителство. Денес повторно ќе зборуваме за содржините од книгата на авторката Шефалица Бари, поточно таа е најнова книга и се вика Родителска карта или Родителски водич. По неа се презентирани 20 чекори, последователни чекори, што значи дека мора едно по друго тие чекори да се прочитаат, да се разгледаат, убаво да се разберат, за да може да навистина на крајот да се добие, да се дојде до вистински резултати, односно свесно да може родителот да си го родителствува своето дете. Овој пат ќе зборуваме за, значи ќе продолжиме со четвртиот чекор. Ова фактички е вториот дел од четвртиот чекор. Шефали четвртиот чекор го нарекла родители напуштете ја потрагата по среќа и по успех кога родителствувате со своите деца. И Шефали во книгата пишува, кога зборуваме за идеите за успех и за среќа во родителствувањето, родителите треба да разберат дека е крајно време да ги напуштат овие идеи и да влезат во една сосема нова перспектива, односно во нешто сосема ново, кое што е и сосема различно преку еден сосем нов пристап. Меѓутоа, за да можат родителите тоа да го направат, прво е потребно да се тргнат од што подалеку од потрагата по крајните резултати и да се фокусираат на процесот. Што бара тоа од родителите? Од родителите бара да се фокусираат тие на две работи. Првата работа е да се фокусираат на присутноста, а втората работа е да се фокусираат на доживувањата или на искуството. Кога се фокусираат на присутноста, што значи тоа? Тоа значи дека родителите се фокусираат на состојбата на живост и поврзаност со сегашниот момент. А кога се фокусираат на искуството или на доживувањата, тоа подразбира едноставно родителите да се фокусираат на прифаќање на се она што се низ кое што поминуваат во овде и сега моментот. Значи, без разлика дали децата се среќни или плачат, ние како родители фокусот да го насочиме не кон осудувањето, туку во насока што повеќе да им дозволуваме на нашите деца да можат да доживуваат автентични искуства, односно да доживуваат автентичен однос со своето собствено внатрешно битие. Значи, каква е нивната внатрешна поврзаност со нивните животни искуства, со нивните доживувања во нивниот живот. Што ќе научат од тие искуства? Из какви внатрешни трансформации децата ќе поминат додека ги доживуваат тие искуства. И кога родителот се фокусира на ваквите квалитативни моменти, животот престанува на родителот да биде фиксиран на исходот и се повеќе се фокусира на состојбата на постојање. Значи, тогаш за родителот не постојат добри и лоши чувства, туку постојат само чувства. Присутноста и доживувањата или искуствата се исклучиво ориентирани кон процесот, за разлика од среќата и идеите кои што се фокусирани кон исходот. И затоа родителите кога ги учат своите деца да се фокусираат на процесот во животот, а да ги игнорираат резултатите и исходот, тогаш децата можат да се ослободат од внатрешниот притисок и да можат да влезат во една состојба на радост, во една состојба на смиреност. А истото тоа може да го направат и родителите. Значи, фокусирајќи се на присутноста со децата, ние како родители ќе забележиме колку нашето дете е присутно или не во во сегашниот момент. Значи, ние нема да се фокусираме, не се фокусираме на тоа
нашето дете е луто, дали е среќно или не е среќно, туку најбитно е се да видиме како го доживува сегашниот момент нашето дете, дали тоа одговара на неговото битие, на неговото внатрешно битие, дали е тоа внатрешно поврзано со она што му се прикажува како искуство во дадениот момент. Значи, не ни се важни крајните резултати, не ни се важни дали оценките, не ни се важни колкави ќе бидат банкарските сметки на нашите деца, туку важно ни е искуството низ кое што поминуваат нашите деца. И доколку тие искуства детето ги доживува на свој собствен начин, значи тие се негови лични, тоа е најважно за нас. Не е битно како ги доживува, се додека децата можат да ги потврдат како нивни лични искуства. И затоа Шефали им објаснува на родителите колку многу е важен овој пристап, колку многу е важно родителите да го прифатат овој нов начин на родителствување со своите деца, значи колку е битно родителот да може да станува присутен во односот со своето дете. Зошто? Затоа што преку овој пристап родителите кога се свесни, тие почнуваат да се ослободуваат од загриженоста, значи тие се во сегашниот момент и многу повеќе се и токму поради тоа се свесни за она што се случува со нивното дете, со нивното доживување, и на тој начин тие се ослободуваат од целокупниот притисок и целокупниот стрес. Значи кога се ослободени родителите од стресот, а фокусирани се на она што се случува во сегашниот момент, тогаш и нивното дете ќе биде ослободено од притисоци и од притисокот. Значи, многу може полесно родителот да види природната состојба на детето и што е она што сака детето да го изрази, да го искаже во тој сегашен момент, без да биде преоптоварено со притисокот дека родителот бара од него постојано да биде среќно и да биде весело. И перцепцијата на родителот за своето дете во сегашниот момент ќе биде многу јасна, многу прецизна, многу чиста, и во смисла на тоа родителот многу лесно ќе може да ја види таа природна состојба на своето дете и некогаш да си, значи, например, да самиот да си рече: леле, сега забележувам колку навистина моето дете има проблем со задачите по математика, или пак има проблем со одредена тема по биологија и така натаму. И кога тоа нешто го освестува родителот, притисокот кај него се намалува. Тој станува многу посвесен за сето она што се случува со неговото дете, и истовремено тој притисок се губи во односот, со вознемиреноста се губи, разочарувањето се губи и настанува еден процес на проточно, тековно постоење во односот со детето. Наместо да постои притисок, да постои нелагодност во односот со детето, негативни емоции, блокираност, блокади, нервози и така натаму. И за да може ова многу полесно да им го долови на родителите, Шефали раскажува за еден пример со една мајка Стейси и нејзиниот син кој што имал 10 години, и таа дошла кај неа бидејќи била многу силно вознемирена затоа што го испратила нејзиниот син првпат да оди на одмор во летен камп, и тој одмор бил малку подолг во време траење од 3 месеци, и
бил оддалечен доста, далеко од нејзиното место на живење, но поради фактот што мајката била премногу заплеткана со емоционалната благосостојба на своето сопствено дете, нејзините расположенија постојано се менувале и на крајот што се случило? Се случило и нејзиниот син подеднакво да стане зависен од својата мајка, така да кога се одделил тој од мајката, кога заминал во летниот камп, тој почнал постојано да ја бара таму својата мајка и тоа неколку пати во текот на ден, барал да комуницира, да стапува постојано во контакт со својата мајка. И сета таа ситуација ги довело претпоставените едноставно да не знаат како да управуваат со односите помеѓу мајката и детето и како да му пристапат по односот помеѓу детето и мајката. Секогаш кога детето се јавувало, мајката била значи се си била расположена, била воодушевена од своето дете, меѓутоа во моментот кога немало да се слушнат, дали тоа било телефонски, дали било преку онлайн, дали било преку пораки, таа била многу вознемирена и 24 часа била преокупирана со психофизичката состојба на своето дете и поради тоа што и се случувало, едноставно таа дошла кај Шефали за да може да разбере што, каде е проблемот. Шефали кога дошла мајката кај неа, увидела дека како и голем број на родители исто, така и оваа мајка, мислела дека таа била, нејзината родителска мисија била да биде целосно одговорна за тоа прекрасно искуство кое што му го дала на своето собствено дете. И исто така, значи како родител дека била одговорна да менаџира со емоциите и расположенијата на своето собствено дете. Ако детето нејзино се измачувало со нешто, значи таа мака на своето дете, таа вознемиреност, таа си ја земела потполно како своја и била во состојба на уште поголема вознемиреност. И во таа насока таа целосна била претопена со своето дете, неговата среќа била нејзина среќа, неговата радост била нејзина радост и таа тогаш се чувствувала среќна, се чувствувала успешна, се чувствувала како добро дека го родителствува своето дете, меѓутоа кога тоа било многу вознемирено, таа дури влегувала во една состојба на депресија. И Шефали, кога дошла мајката, се обидувала да ги деконструира тие нејзини несоодветни начини на родителствување и ја прашала Шефали од каде ти доаѓа оваа идеја дека ти треба да твоето дете дека треба да биде постојано среќно и постојано успешно и дека значи ние како родители, како родител, твојата мисија е постојано да му помагаш на твоето дете да управува ти да управуваш со неговите чувства и со неговите емоции, затоа што ниту една од овие работи кои што ти ги кажуваш не е вистината. И од ова што ти ми го кажуваш и од она што јас го гледам, кога разговараш со своето дете, зарем ти досега не забележуваш колку твоето дете е условено од тебе да биде вознемирено за своите расположенија, за своите чувства, затоа што ти толку многу си фокусирана на неговото чувство да биде постојано среќно, ти си направила твоето дете да се чувствува како вознемиреноста, како тагата се најлошото нешто за него. Меѓутоа, чувствата се само минлива работа, тие се минливи. Тие доаѓаат и си одат. Ако ние им го дозволиме тоа.
но затоа што тебе те фаќа една паника, секој пат кога ќе му падне расположението на твоето дете, ти си го научила твоето дете едноставно да има аверзија кон своите нормални чувства. Меѓутоа, ова аверзија предизвикува уште поголема возбуда и создава анксиозност кај твоето дете. Мораш да ги прифатиш сите негови чувства како една нормална состојба на битието. И кога твоето дете ќе го види тоа, и тоа така ќе постапува. А се до тогаш, двајцата, ти и твоето дете, ќе бидете фатени во една смртоносна состојба на фузија, од која што постојано ќе се вртите во круг. И тогаш, слушајќи ја Шефали како ова и го објаснува, мајката останала во шок и најнаш ја одговорила и признала: да, Шефали, јас навистина секогаш ме фаќа паника кога ќе го видам моето дете кога е вознемирено и едноставно јас не можам да го поднесам тоа, се чувствувам како да сум најлошата мајка на светот, едноставно како да пропаѓам и секогаш во мојата глава си посакувам да може моето дете да има најсреќната мајка на светот, да може секогаш да биде среќна, за да може и тоа да биде среќно и успешно. Зарем не е така? И Шефали ја оставила малку мајката да подразмисли околу тоа нешто, да се смири и после постепено почнала мајката да се опушта и да едноставно да сака да ја раскаже својата животна приказна. Почнала да ја раскажува на Шефали како таа кога била малечка, никогаш искрено не ја видела својата мајка да биде расположена, среќна, секогаш нејзината мајка била тажна, со солзи на очите и кога влегувала во собата, секогаш се очекувала дека кога ќе излезе од собата после некое време, дека ќе има насмевка на нејзиното лице, дека нејзините очи ќе светат. Меѓутоа, никогаш тоа не го доживеала и таа и раскажувала на Шефали, објаснувала тие моменти, мене ми изгледа како години и секогаш мислев дека таа соба, мрачна соба едноставно ќе ја проголта мојата мајка. И колку и да се трудев како мала, никогаш не можев да ја расположам мојата мајка. И затоа секогаш денес кога ќе догледам тажно лице или ќе видам тага, јас се плашам затоа што тоа мене ме поттикнува на тие сеќавања кога јас бев мала и исплашена во своето детство. И секогаш се прашував кога мајка ми ќе излезе од мојата соба посреќна. Значи, Шефали им раскажува на родителите: овде е моментот каде што ја гледаме основната причина за заплеткувањето на мајката со својот син. Значи, како и голем број на родители, така и ова мајка Стејси научила негативни асоциации со големите емоции во своето собствено детство. Значи, ја воспитувала мајка која што најверојатно не знаела како да управува со своите чувства и оваа вознемиреност ја пренесла кај својата собствена ќерка и сега кога е веќе Стејси мајка, таа истото му го пронесува на своето собствено дете, на својот син. Меѓутоа, кога дошла кај Шефали, кога почнала да работи на себе, на својата внатрешност, тек тогаш таа успела да увиди колку била зависна од своето собствено дете, значи колку се подпирала на среќата од својот син, односно колку многу била внесена во идејата за нејзиното дете постојано да биде среќно, а таа да се чувствува и успешна како мајка. И таа тек тогаш видела
колкава зависност си створила во односот со своето дете. Меѓутоа, и нејзиното дете исто така возвраќало на таа нејзина зависност преку сега тоа пак преку една паразитска зависност од својата мајка. Меѓутоа разликата е во тоа што сега детето, нејзиното дете немало друг избор. Едноставно динамиката меѓу нив била така поставена детето едноставно да биде принудено кон зависност од својата мајка. И како нејзино, добро дете, тоа ги собрало сите нејзини потреби, сите нејзини загрижености и дозволило да си ја изгуби својата собствена автентичност, односно да влезе во еден сосем друг идентитет. Да го изгуби собствениот идентитет. И сега, тој го правил истото она што таа го правела во нејзиното детство. Со други зборови, кога ние веруваме дека нашите деца треба да бидат среќни и успешни, по суштина ние мислиме дека ние треба да бидеме среќни и успешни. Зошто е тоа така? Шеф Али објаснува, затоа што поседуваме еден недостаток за самовредност, еден недостаток на внатрешна поврзаност со себе и тоа нешто му го проектираме на нашите деца. И овие, меѓутоа, кога ние почнуваме да работиме на себе како родители, почнуваме, што значи тоа? Дека почнуваме ние да ја враќаме таа наша поврзаност во себе, почнуваме да ја пополнуваме таа празнина како резултат на она што ние го бараме во себе за нас лично, како среќа, тек тогаш ние во нашите животи ќе можеме да се тргнеме понастрана од контролата за да бидат среќни и успешни нашите деца и едноставно да им дозволиме тие да си имаат свои лични искуства, свои лични доживувања и да можат да си го живеат својот живот на преку својата природна автентичност. Меѓутоа, шеф Али објаснува дека кога со родителите таа работела, голем број на родители со голем бил потребен многу долг период за да можат да дојдат до тоа сознание. И зошто е многу битно тоа? За да можат едноставно да им дозволиме на децата да си бидат слободни, да си изразуваат самите себе си, да бидат слободни, да си бидат верни на она што се на вистина. И што пишува шеф Али во својата книга? Таа вели дека видете родители, ние колку и да сакаме нашите деца да бидат успешни, да бидат среќни, секогаш кога одиме по тие идеи, ние однапред сме подредени на едно разочарување со нашите деца. Зашто? Затоа што животот е исполнет со убавини и со хаотични моменти, така да среќата е така што знае да дојде, меѓутоа знае да си оди. Исто така и концептот за успех. Не можеме вечито да бидеме и среќни и успешни, меѓутоа секогаш кога се лепиме до тие идеи, ние се придржуваме до ваквите концепти, секогаш ќе доживуваме тага, ќе доживуваме разочараност, ќе доживуваме вознемиреност во односот со нашите деца. И затоа таа вели овие концепти фрлете ги во ѓубре, затоа што таму им е вистинското место. И кога ќе го направите тоа, вие
ќе си овозможите односот со вашето дете едноставно да влезе во една состојба на радост, да влезе во една состојба на ослободување, состојба во која што ќе владее помирна атмосфера помеѓу вас, затоа што децата исто така тие ќе бидат ослободени од притисокот кој што им беше наметнат со овие идеи, лажни идеи за успех и за постојан успех и за постојана среќа. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.